Скопје и понатаму останува еден од најзагадените градови во Европа. Висока концентрација на PM10 честички синоќа биле забележани во аеродром, каде се измерени 600 PM10 честички на 100 микрограми. Во Ѓурче Петров се измерени скоро 500 микрограми на метар кубен PM10 честички. Во ректоратот пак оваа бројка била 10 пати над дозволеното. Граѓаните секојдневно од власта бараат конкретни мерки, кои ќе го улеснат дишењето во македонската метропола. Во обид да се намали загадувањето, град Скопје промовираше новина со која преку поскап билет за паркирање се очекува да се намали аерозагадувањето. Имено, станува збор за мерка која ќе стапи на сила во денови кога ќе бидат прогласени вонредни мерки поради надминување на праговите на алармирање за PM10 честички. За подетални информации се обративме и до град Скопје, од каде не информираа дека на следната седница Советот на градот ќе одлучува за измена на цената за час паркирање на јавните површини и паркиралишта со кои стопанисува градски паркинг во деновите кога ќе бидат прогласени вонредни мерки поради надминување на праговите на алармирање на PM10 честички. Со оваа измена, како што соопштуваат оттаму, градот по прогласување вонредни и интервентни мерки во одредени денови поради загадувањето на воздухот, има можност да даде предлог на одредени паркиралишта под надлежност на јавното претпријатие градски паркинг. Цената за паркирање двојно да се зголеми само во тие денови. По природата на нештата, во случај на енормно загадување на воздухот, ова би се применувало во централното градско подрачје, како би се стимулирале граѓаните кои патуваат во овој дел од градот да користат јавен превоз, се со цел намалување на сообраќајниот метеж, а со тоа и намалување на количината на издувни гасови од возилата кои го загадуваат воздухот, дополнуваат од градот. Со тоа цената за 1 час паркирање на паркинзите, каде сега се наплатува 25 денари, ќе биде 50 денари. Цената од 35 денари во зона Б ќе се зголеми на 70, а наместо 45 денари за 1 час во зона А ќе се наплатува 90 денари. Најскапо ќе биде паркирањето во зоната А0, односно на улицата Максим Горки и на паркингот на Водно, каде сега 1 час чини 100 денари. Ги прашавме и граѓаните што мислат за оваа мерка на градот. Од нив добивме поделени мислења. Што мислите за одлуката на градот да го поскапи паркирањето кога ќе има енормно загадување на воздух? Што да мислам, ако решиле ќе го направат? Сметате ли дека ова одлука да се зголеми двојно цената на паркирање дека ќе придонесе за да се намали загадувањето на воздух? Не. Пак ќе возат. Кој вози, пак ќе си вози. Според вас некое решение кое е најсоодветно да се направи за да се намали загадувањето? Поголеми плати да купат поубави коли луѓето. Сметате ли дека ова ќе придонесе да се намали загадувањето? Не верувам, не. Не верувам во такви работи. Многу други работи треба да се сменат, него тоа да дојде. Може, како варијанта, може би е во ред, но мислам оти нема да дојде до нешто подобрување. Сметате ли дека поскапувањето на паркингот ќе придонесе за намалување на воздухот во град? Не. Не. Што според вас треба да се преземе за да се намали загадување? Па не знам што, али паркирањето, цената не. Што мислите за одлуката да се зголеми двојно цената на паркирање кога ќе има енормно загадување на воздухот? Па, да ви кажам, оправдано е. А причините зашто е оправдано? Затоа што толку сообраќајов, освен други фактори што влијаат за загадување во Скопската котлина, Скопје, ова со градба на згради, па и возилата, и оправдано е за да се намали таа ситуација, да речем. Со оваа мерка за намалување на загадувањето не се согласува ниту акторот Владо Дојчиновски, според кого поскапиот паркинг ќе се почувствува само во џебот на граѓаните, а не и во воздухот. Пред малку тоа го коментиравме, тоа во секој случај нема да помогне. Тоа е аудирање по џебот на народот само, мислам и ништо повеќе. Од друга страна пак, активистите од Еко Смок Аларм реагираат дека нефункционалните мерни станици за загадување со PM10 честички во Лисиче и Газибаба ја оневозможуваат владата да ги активира интервентните мерки против аерозагадувањето, донесени со уредба на работната група во владата.